Мирче, на слична тема, бидејќи темата е Отворен Балкан, разговарам со Дејан Србиновски. Дејан, добро утро, се јавува една прекрасна тераса. Ова би требало да е, што е ова, Метропол е, Дејане? Одлично време во Охрид, фино, мирно море, до душе езеро се разбира. Дејане, што ќе се случува денеска утре, какви се најавите? Така, Сашо, добро утро и добар ден од мене и од сончевиот Охрид. По вчерашното невреме кој беше во целата држава, меѓутоа и во Охрид, Балканскиот Ерусалим, денеска имаме сончево и убаво време. Перфектно да се покажеме како добри домаќини и добри гости на странските делегации и гости кои што ќе присуствуваат токму овдека во Охрид на отворениот на иницијативата Отворен Балкан во Охрид. Сашо, денеска е првиот ден од иницијативата Отворен Балкан. За сега во градот од она што успев да забележам од изутринава е присуството на големиот број на репортерски екипи од сите регионални држави, од опкружувањето. Колку што успев да разговарам со некои од колегите, околу 50 на медиумски куќи од Балканот ќе присуствуваат на Отворен Балкан во Охрид. Од она исто, како што споменав, Охрид од Сабајле малку охриѓани се разбудија со гости и со зголемени полициски патроли, нели, кои доаѓаат во однос на гостите кои што се очекува да пристигнат, големите гости од регионот кои што се очекува да пристигнат во текот на денот. Во првиот ден од Отворен Балкан за денеска се најавени учеството на повеќе министри, директори и регионални соработници, кои што фокусот на главните првиот ден од Отворен Балкан ќе биде културата и туризмот. Ќе бидат во фокусот на иницијативата Отворен Балкан што се одржува денеска. Од она што можевме да забележиме од утрината се најавуваат, односно според најавите денеска ќе присуствуваат, односно ќе дојдат во попладневните часови и председателот на Република Србија Александар Вучич, премиерот на Албанија Еди Рама, како и премиерот на Македонија Димитар Ковачевски. Интересно е што хайлайт, условно кажано, на овој Отворен Балкан. За прв пат имаме надворешни гости како гости на иницијативата. Тоа ќе биде црногорскиот премиер Дритан Абазовиќ, како и председателот со Советот на министри од Босна и Херцеговина Зоран Теглетија. Во текот на утрешниот ден се очекува да се уклучи еврокомисарот за проширување Оливер Вархеј, кој што заедно со американскиот пратеник за Евроазија и Европа Ескобар ќе ја поздрават иницијативата Отворен Балкан пред присутните гости. Дејан, ти благодарам за ова првично вклучување. Таму денеска ќе се загрева атмосферата. Се извинувам, и утре ќе одделиме повеќе време, може би некој соговорник на овој наш линк, на оваа наша позиција. Благодарам Дејан Србиновски од Охрид, од терасата на хотел Метропол. Подобро е, Мирче, таму отколку во студио, ама сега што да правиме, мора и тука. Отворен Балкан станува некаква, како што стојат работиве, нова иницијатива за Европска унија за Македонија. Теа се тврдеше дека таа не може да биде, тоа и така натаму, ама ако ни се блокира патот кон Европска унија, тогаш и регионот ни останува како место за отварање и интегрирање. Јас од почеток ја поздравив таа идеја, многу ја поддржувам таа идеја. Имаше многу скептици кај нас околу таа, не, што ќе правиме ние сега, ќе не стават ваму, ќе не стават таму. Треба да гледаш кој стои далеку, кој е во позадината на таа идеја? Кој доаѓа денес? Ескобар тука ќе дојде. Ќе дојдат од Европска унија. Значи, ние, ако се определивме за Европска унија и за НАТО, ние мора да се исправедуваме нашите обврски кои што ни ги даваат. И таа идеја, таа е одлична идеја, економска прекрасна идеја. Па јас секогаш велев, па добро, ако не е отворен, ај тогаш да пробаме со затворен Балкан. Дали е тоа подобро? Треба да се направи. Таму има идеи, дури еве сега во време на енергетска криза, тие три земји, Србија, Македонија и Албанија, може да инвестира да направи една атомска централа во Албанија која што има води, море, која што ќе ни биде од полза на трите држави. Една од идеите
мислам вака како кој што може да се реализира заеднички. За крај да те прашам, Мирче, бидејќи тоа ја заокружува оваа целата тема, видовме една масивна посета на македонски министри на Вашингтон, 5-6 мина истовремено, се прави овој нов стратегиски договор и така натаму. Во дел од јавноста тоа оценет како една, како кажем, малце заменување на евроинтегративниот вакуум, па сега нешто со американците и така натаму. Како ти се чини тебе тој да кажем, таа офензива која што сега се случува помеѓу американската и македонската се уште дипломатија? Јас мислам дека тоа е надградба на оној договор што ги имаме со 2008 мислам година беше. Да, тоа беше како утеха од утеха што не приме, мислам дека ова е чекор поре, една надградба пак која што треба ние пак да ја зграпчиме, сепак. Само е прашање со што ќе се дополни, со што ќе се пополни таа стратегија внатре. Мислам, јас детали не знам, знаат министрите, но треба да биде исполнета со некакви содржини кои што ќе се спроведуваат. Американците можат многу да ни помогнат тука. Занимливо е што гледам дека после одгласите од тоа се уште, бидејќи тоа се уште свежо, вчера слета министеров наш за надворешња и другите, не знам кој уште е таму, не е таму и така натаму, се објави 40 милионски долари помош за Министерство за одбрана. Мислам дека сепак разговарале за многу поголеми, како кажем, фондови кои што би требало да бидат ставени на располагање од американска страна во форма можеби на кредити и така натаму, а кои што се допираат до некои од најневралгичните точки на ова стопанство, како што е енергетика и така натаму. Гледам дека се уште се молчи за тоа, можеби не е се договарано и можеби имаат некаков план за некаква стратегија за информирање, па сега. Затоа и ви реков дека треба да видиме со што е исполнето и многу треба да видиме како е исполнето, дали е со правилни работи исполнето и да се зграпчи тоа. Ако даваат тие кредити, ако даваат, не знам, грантови, нешто, ние треба да го зграпчиме тоа. Меѓутоа, проблемот што е? Проблемот е на Македонија кадрите кои што треба да ги подготват тие проекти, треба да се направи еден проект, треба проект за енергетика, треба проект за, да речеме, за водостопанство, треба, не знам, разни проекти треба да се подготват. Ако ние не биде подготвени, ако не ги направиме, да ги задоволат американските услови, тие нема да ни дадат пари, нас бланкоеви пари, па правите вие што сакате. Ти знаеме што ќе направат, ако е што сакате. И многу битно е таму таа стратегија, она дело за корупцијата, борбата со корупцијата. Тако нешто извираше како дека за тоа ќе се води. Да не биде со зголемената помош да ни го влошат и овој проблем во кој што ни е рак рада. Токму затоа. Мирче Адамски, благодарам за ова, да кажем, за ова една хоризонтална анализа на сите случувања околу Македонија и за Русија и така натаму. За жал, се плашам дека во ова студио ќе има и за од септември, октомври можност да се разговара за овие теми како што стојат сега работи. До септември сигурно. До септември сигурно. До септември сигурно. Мирче Адамски, благодарам, во од 9 часот, како и секогаш,